Во текот на денешниот ден во Скопскиот клинички центар влегуваа голем број амбулантни возила носејќи повредени од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, но дел од возилата ја однесоа тешко повредени на лекување во странство. Први помош понудија бугарите, грците и србите, а им се приклучија и турците. 28 пациенти веќе заминаа во странство. Во Бугарија поголемиот дел замина со авион, дел со амбулантни возила, додека во Ниш и Солун со амбулантни возила. Во Солун се наоѓаат 3 пациенти веќе сместени таму во болницата Папа Николау. Во Софија се 14 во Бугарија се 14 пациенти, од кои што во Софија се 8, во Пловдив се 3 и во Варна се 3 пациенти и тие веќе сместени во болниците во овие здравствени установи. Во Белград е 1 пациент, во Ниш е 1 пациент и во Истанбул 3 пациенти веќе се отидени и уште 6 со авион патуваат вечер во 7:30. Вкупно 22 пациенти плюс овие 6 за Истанбул што одат, вкупно ќе бидат 28 пациенти. Вкупната бројка која се планира да се испрати во странство засега е на 47 повредени. Инаку бројот на критични пациенти во текот на денот благо се зголемуваше од 18 на 20 лица. Таравари најави дека оваа бројка малку е зголемена, но не прецизираше за колку. Неколкумина од нив веќе се во странство. Во болниците во Македонија се лекуваат вкупно 115 пациенти, од кои 73 се во Скопје. Здравствениот кризен штаб се реши дел од пациентите да ги прати во странство, за да се има доволно простор во скопските болници за пациенти кои би дошле од болниците во Кочани и Штип. Бидејќи ставно збор за опекотини кои може да се комплицираат наредните денови, конзилиумот на доктори сметаше дека е добро да се направи место во Скопје за сите пациенти, а најкритичните да се испратат во странство. Освен помош во болнички капацитети, Македонија доби помош и од врвни лекари во санирањето на последиците од изгореници. Своји екипи испратија Чешка, Израел и Србија, кои ќе им помагаат на домашните доктори. Помош е понудена и од Италија, Холандија, Белгија, Албанија и Косово, но засега според здравствените власти нема потреба од тоа.